Драги гледачи, добро вечер. Трета емисија, тоа е фудбалот. Ке другаруваме одново во наредниот час. Тука е Бранко Чупески, рамо до рамо со мене, а имаме чест гостин да ни биде Столе Димитриевски, нашиот репрезентативен голман, нашето истакнато фудбалско име. Добро дојде во емисијата, тоа е фудбалот. Фала, добро најдов. Драги гледачи, секогаш со возбуда сум ги очекувал почетоците на големите спортски настани. Особено двата најспектакуларни фестивали на спортот, Олимписките игри и светските фудбалски првенства. Многу ми значеле, ми биле голем професионален предизвик, се подготвував, размислував што да очекувам од настапот, како да го одработам. Ова емисија ми ги враќа сеќавањата на мундијалските настапи во дресот на македонската телевизија. Би сакал ова мое чувство на почетокот да го споделам со Бранко и со Столе. Дали на сличен начин го доживувате овој близок почеток на светското првенство како нешто што следи нешто големо, нешто најголемо во спортот? Па добро, ја го очекувам пресретно и импресионирано да видам што ќе се случи, мада се чувствувам малку тажно зашто ние можеме да бидеме таму и еве сега кога дојде баш светското првенство, јас уште потажно се чувствувам од тие денови во Португалија кога што заврши надпреварот. Мислевме дека тоа е тоа што направивме, дадовме се од себе, али во овој момент сум потажен и понесреќен за тоа очекување, али пак го очекувам како и секое светско првенство. Мене ми е многу драго, јас не сум многу повозрасен од тебе, ти имаш 28, ја 44 години. Особено ми е драго што помладите спортски генерации кај нас чувствуваат дека знаат, дека можат, дека умеат, дека на големата сцена се рамноправни со другите и дека сакаат учество на големите надпреварувања, и токму овие твои реченици, овие твои зборови би сакал и се надевам дека ќе имате спортска среќа вашата генерација да учествува на еден мундијал, вашата фудбалска генерација да учествува на еден мундијал, затоа што го заслужувате тоа. Златко, првиот мој мундијал беше 2002-та, точно 20 години, во поинаква улога од она што ти го правеше, ти коментираше. Мојот беше исто така прв 1982, што значи 40 години. 40 години, ете така. Јас водев емисии, подготвував прилози, бев сајдкик, нели, ако сти Бетмен, ја бев Робин. И во таква некоја улога, меѓутоа спомените навираат, се враќаат оние денови, оние непреспани денови, по цели денови поминати во македонската телевизија, во тие наши ходници, во катакомбите на македонското телевизиско новинарство, и прекрасно е чувството сега и пред Катар. Следи тикет на денот, кој што оди заедно со благодарноста за Златна копачка, која го овозможува емитувањето на оваа емисија. Инаку јас и натаму сум многу незадоволен од моите претходни прогнози, предвидувања на резултатите. Се надевам дека со почетокот на светското првенство ќе биде нешто подобро. Немојте премногу да ми верувате во она што го типувам, а мојот тип е следниот. Катар, Еквадор 1:1, Англија, Иран 2:1, Сенегал, Холандија 1:2, Мароко, Хрватска исто така 1:2, Германија, Јапонија 2:0 и Бразил, Србија 3:1. Бразил, Србија 3:1. Освен што честа да се биде дел од овој подкаст е огромна, уште еднаш би ве повикал да направите subscribe на YouTube каналот, каде може да ги најдете емисиите и сечоците од подкастот Тоа е фудбалот, затоа што колегата Златко Калински и фудбалот го заслужуваат тоа. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодов, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка.
Хаја Мундијал со Столе Димитриевски. Вчера имавте со своите другари, имаше настап против Финска. 1:1, пријателски надпревар. Можеше да се почувствува на моменти надпреварувачки набој. На крај беше, би рекол, резултатот соодветен на она што се случуваше на теренот. Може би жалите што не постигнавте победа. Па види, ние жалиме кога ќе играме нерешено, кога ќе имаме пораз и нерешено, зашто овој менталитет на оваа генерација, како што беше и на европско и сега како што продолжува, е победнички менталитет. И за нас поголеми се шансите, помали се шанси за победа, ние идеме на победа и сакаме да победиме. Вчера беше 1:1, окей, и Финска имаше доста шанси и ние имаме шанси, но пак жалиме зашто секој пат одиме на таа победа и сакаме победа. Таков е духот на оваа генерација. Ме интересира по што ќе го паметиш синокешниот надпревар против Финска, може би по загревањето? Добро, вчерашниот надпревар го памтам што е пред светско првенство, мој 59-ти настап у репрезентација, кој 60-тиот настап за мене ми значи премногу, зашто 60-ти настап правам уште еден настап, Петар Милошевски, гоман на македонската дали репрезентација. имаше посебни емоции на загревањето токму поради Петар Милошевски? Имаше емоции, тага, се тоа беше. Го носеше дресот на Петар Милошевски на загревањето. Се беше тоа измешано, зашто јас сакам да им дадам значение и благодарение на македонските легенди на македонскиот фудбал, на македонската репрезентација. Петар Милошевски бил одличен гома, доста утакмици сум го гледал, за мене сум учел од него и мислам дека јас барав да играм со неговото презиме, зашто мислам дека треба да се даде значение на такви легенди и мене ми е чест што мислам дека ќе направам повеќе настапи. Во секој случај прекрасен гест и треба да се чуваат спомените на такви личности како што беше трагично загинатиот Петар Милошевски. Наистина го запознав, малку го познам како после влезе во македонската репрезентација, не го познавам, сите кажуваат прекрасни зборови како личност, ја го познавам доста добро како голман. Тоа што сум слушнал подобра личност него голман, ипак феноменален голман, али мене денеска ми е чест што достигнав 60 надпревари и дај Боже да го поминам и утре дента кога јас ќе имам 50-60 години, да дојде некој и да ме помине, тоа ќе биде чест и одличен успех за македонскиот фудбал. Со Азербејџан ја заокружувате годината. Добро, Азербејџан, ние игравме во Турција на пријателска утакмица, репрезентација која што е доста надпредната. Ова е последен пријателски надпревар за нас пред почеток на квалификации за европско првенство. Така да се спремаме, се фокусираме, пробуваме некои новости што сака селекторот, за да може да се покажеме најдобро светло за европско првенство. Столе, двете твои најдраги одбрани од инсайдерски информации го дознавме ова, дека се поврзани со репрезентацијата на Македонија. Едната е против Косово, оној надпревар, кога го направивме првиот чекор кон Европското првенство,
Другиот момент е одбранетиот пенал на Депај против Барселона, му врати за она што се случи на Европското првенство. Имаш тетоважа 9-3-4-8, ако не се лажам, нешто значи, ќе ни каже што значи, има ли уште нешто вредно што може да се најде на твоето тело? Па добро, на моето тело, има доста вредности. Имам фамилија, моите, што секој пат биле тука и ме поддржале. Имам Европско првенство, минутата у која што сум ја направил интервенцијата. За мене таа интервенција беше клучна на тој надпревар и у тој плейоф. Драго ми е што може да помогнам со таа интервенција и за мене е една од најдобрите, иако има многу поинтересни и поубави на Европско првенство, али ипак после тоа со Холандија исто не направиме одличен надпревар, но затоа може да се, да кажем, да се одмаздам за надпревар, така да може да донесам победа против Барселона. Сите ми збора дека веќе лани и оваа година 3 утакмици, 3 чисти мрежи со Барселона и ја викам, окей, нека биде 4-4 2 сезони, знае. И затоа сум пресреќен што можам да помогнам на тимот и на македонската репрезентација. Столе, пренеси ни малку атмосферата од Шпанија во пресрет на светското првенство. Шпанија по титулата во 2010 година имаше два, би рекол, исплакнати настапи 2014 и 2018 година. Па добро, Шпанија имаше и има сега феноменална репрезентација. И пак моите колеги од клуб кога збориме за состави се жалат как немаат играчи кои играат 10 играчи кои играат топ клубови. Но пак ја мислам дека шпанската репрезентација има феноменална репрезентација и на европско не беше лошо после на европско. Сега да, во Лигата на нации се пласира на Final Four. Тоа е еден поттик. Луис Енрике изјави дека изјави на табела од надпревари кој што до сега е најуспешен селектор со највише добиени надпревари, иако нема освоено европско или светско првенство. Али ми се свиѓа како работи селекторот, како тим креира група на играчи, креира амбиент, битно му е како тренираат, како се представуваат, како се 24/7, како се вдишуваат и така да мислам дека ќе биде добро светско првенство. Може да се каже фаворитот сенка Шпанија. Баш слушнав една изјава на Казорла рече никој не даваше ни динар за нас кога отидовме на светско првенство и ние освоивме. Така да сега Франција, Белгија има топ играчи, Шпанија има не толку звучни играчи, али кои што може да дојде, кои што се мислам дека се многу посилни од Португалија како група. Според тебе, која е најмалерозна репрезентација на светските, во историјата на светските првенства? Белгија. Поред Белгија, не Холандија, 3 финалиња, ниту една титула, 2 пати полуфинале. Да, може. Водеа 1-0 на првото финале во Минхен против Германија, загубија со 2:1. Против Аргентина 78-та година ја растура Аргентина во регуларните 90 минути, спасува аргентинците жива глава за во продолженијата Кемпес да одигра една соло партитура, да одсвири. Аргентина стана светски шампион. 2010-та против Шпанија ги делеа секунди од пенали. Шанса. Па да, има као најмалерозна, ама видите сега Белгија е топ 3 FIFA ранкинг листа и пак нема светски и европски првенства. Ова е турнир, ние го пробавме искуство на европско, ова е светско, мислам дека уште поголемо искуство е светско првенство. Ова е турнир кој што може, ако се погодат противниците, ако
покажеш 2-3 добри партии, си веќе у финале. Така да мислам дека уште е многу потешко од една лига или од едно првенство. Ова те прашувам затоа што сега ќе се поврземе со Амстердам. Велиме ало за Тодор Мировски. Ало, Амстердам, повик за драгиот Тодор Мировски. Здраво, Златко. Поздрав од сончевиот Амстердам. И непосредно пред да ми се јави се сетив дека еднаш веќе ти бев гости 1990 година на Гол Шоу. Светско првенство Италија, ние талентирани кошаркари од Работнички и Тајчи беше во студиото. Само што се сетив на тоа. Сакам малку да те представам на нашите гледачи. Тошко Мировски, по вокација правник, дипломат, едно време го водеше дипломатското представништво на Македонија во Амстердам, долгогодишен жител на Амстердам, холандски зет, поранешен кошаркар на Работнички, како што кажа, голем фудбалски фан, обоен во црвено-белата боја на Ајакс и син на драгиот и незаборавен колега Вања Мировски. Тошко, Холандија скоро 50 години, почнувајќи од времето на феноменалниот Јохан Кројф, се надева дека ќе го освои светскиот фудбалски трон. Каква е атмосферата? Златко, токму така, 70 години Холандија веројатно неприкосновена, без среќа да освои првенство, 2 финали не изгубени. Многу луѓе забораваат дека тимски Холандија 4 лиги шампиони, односно куп шампиони освои од 70-73-4 година. И таа генерација на индивидуални суперзвезди некако сега ја нема. Тоа го знаеш веројатно подобро од мене. Надевањата се, очекувањата уште подобро се скромни. Меѓутоа, ова е тим во кој што има 1,5 суперзвезда, или можеби 2, Френки де Јонг и Вирџил ван Дајк. Имаат одличен тимски дух и го имаат Ван Хал, кој што е неприкосновено најдобриот холандски селектор во последните 15-20 години, веќе е 74 години, најстар селектор во светското првенство. И ако некој може да постигне нешто само со 7 дена припреми да се направи, да се оформи тим, тогаш тоа е Ван Хал. И да не заборавиме, Холандија тешко губи надпревари. Мислам дека веќе 21-22 надпревари поред се непоразени. Последна беше на квалификации за светско првенство од Турција во групата првиот меч. Од тогаш непоразени. Така да не очекувам спектакуларно убав фудбал. Меѓутоа Ван Хал на завчерашната пресконференција изјави одиме во Катар да станеме светски прваци. Веројатно единствениот кој што Лигата на нации, резултатите во Лигата на нации како поттик за Ван Гал и неговите фудбалери. Во претходниот циклус играа во финалето, загубија од Португалија, уште едно големо финале. Меѓутоа, одново се пласираа на Final Four во Лигата на нации, во групата освојајќи го првото место, дури со 6... Те поканувам да дојдеш да гледаме. Со 6 бода, благодарам. Со 6 бода повеќе од Белгија без пораз. Да, тоа влева сигурно известна самодоверба, поготово комшиско дерби, како и кај нас, така и во дел на Европа е посладко кога ќе се победат комшиите, поготово таква спектакуларна репрезентација, за која што игра буквално сите звезди. Да не забораваме дека во тој циклус играше и Депај и беше во извредна форма, веќе секој надпревар даваше гол, а сега не баш се враќа од повреда и му фали ритм на надпревари. Така да веројатно нема ни да игра на првиот надпревар, односно ќе влезе. Значи, релативно исти тиме, влева самодоверба, меѓутоа очекувањата се уште не се големе, се уште не живее светското првенство.
затоа што не е фудбалска земја Катар, големи проблеми со веројатно сите соговорници што ги имаше досега ти во Западна Европа истото ти го кажуваат, политички проблеми, кавги, тука никој не сакаше да оди од министерот за спорт ќе оди на првиот надпревар. Мора да оди некој затоа што увезуваме бајаги ликвиден газ од Катар, геостратешки причини. И некако не живее тоа. Очекувањата се дека со пласман во нокаут фазата сепак ќе дојде повеќе внимание. Гледав, слушнав разговор со колешката со женета од Лондон дека се надвор од памет цените на карти аранжмани. Тука буквално има колку сакаш за 5000 евра, што е многу пари, меѓутоа не се 20.000 колку што бараат. Таму авионски карти за Катар ден пред првиот надпревар со Сенегал има за 725 еври. Завчера провери, што не е надвор од памет скапо за интерконтинентален лет. Така да за сега скромни очекувања, воопшто нема реклами на телевизија од спонзори, политички некоректно се го третираат тоа. Меѓутоа очекувам дека после првата победа, после првиот гол таму левен горе нагол што ќе отиде, сите некако ќе станеме поголеми ентузијасти. Групата е Сенегал, Еквадор и Канада. Ако се враќаме малку низ историјата, во 70-тите години Кројф, Кајзер, Крол, Нескенс, Рензенбринг беа во таа 1974 и 78 година. Да, кога два пати стигнаа до финалето, не успеа. Во 2010-та исто така ги делеа секунди од изведување на пенали против Шпанија, па го загубија во Јужна Африка. И тоа финале сега, како што кажа, ова е репрезентација без звезди. Можеби тоа ќе биде предноста на Холандија на ова светско првенство. Овде кога зборуваат за последното финале во Јужна Африка, велат дека сме изгубиле заради ноктот на Касилјас. Ако се сеќаваш, имаше 1-1 акција у 115 минута, 118 минута Робен промаши после извореден пас на Снајдер. И токму така да го потврдам тоа што го кажав, што и јас претходно кажав, тимскиот дух ќе превладува. Ова е добар тим, тешко губи, играат помалку атрактивен фудбал, затоа што имаат играч повеќе позади, значи не традиционално 4-3-3, туку играат со 5 одбранбени играчи позади. Можат и да си дозволат, имаат релативно добра одбрана, имаат тројца топ централни одбранбени играчи со Де Фрај, Ван Дајк и Де Лихт од Бајерн. Така да очекувам помалку атрактивен фудбал, меѓутоа поголема сигурност и поголема контрола во играта. Сигурно ќе ме прашаш атрактивен фудбал или резултат. Гледав пред некој ден емисија со дел од тие што ги спомна врвни играчи. Хулит беше, например, еден од нив. Вика, веќе ми е гајле совршено, не ми е важно да Холандија да игра најубав фудбал, да остане во сеќавање на сите гледачи после 30 години да викат, еј, колку добро игра. Него сакам еднашко трофеа да се донесе во Холандија, макар и со најлош фудбал. Меѓутоа тоа некако не одговара на менталитетот овдека. Не знаат, секога сакаат отворено и убаво да играат. Се сеќаш на пред 2 години, 3 години Ајаксу 95-та минута гол во полуфинале на Лига шампиони што го приумевме на стадион. Едноставно сакаат убаво да играат, отворено да дадат гол повеќе. И тоа е некако проклетство кое што го носат веќе 50 години. Еверт Тен Напал, ТВ коментатор, кој што ќе го коментира за холандската телевизија ова светско првенство, на прашањето за дострелите на Холандија вели: знам дека ќе ја минеме групата и ти како што кажа, а потоа немам појма што ќе се случува. Но тоа е убавината на овој турнир. И ми се чини дека е апсолутно во право. Очекуваме ова светско првенство да донесе величествен фудбал, затоа што има многу фаворити, многу силни репрезентации и конкуренција како можеби како никогаш досега.
И никој нема да има предност на домашен терен, затоа што голем број на странски навивачи нема да има таму. Заради клима, заради политички причини, заради цени уште поважно, и не може да очекуваме слики како ти го спомнавте во претходниот разговор, 60.000 холандјани во Берн, од кои што 30.000 на стадион. Повеќе холандјани имаше во Берн на европското првенство отколку жители што има главниот град на Швајцарија. Значи тоа нема да има, значи сите имаат нема да имаат предност на домашен терен. Тошко, ти благодарам за јавувањето. Со големо задоволство би те побарале одново и за време на светското првенство. Да веруваме со убави вести и убави реакции околу игрите на холандската репрезентација, а набрзо те очекувам и во Скопје да се видиме. Со задоволство, Златко, во секое време и на секоја тема. Поздрав! Поздрав, пријатно. Тоа е атмосферата во Холандија пред почетокот на светското првенство во Катар, 22 поред во 2022 година. Столе, сигурно си ја следел холандската репрезентација, сега барем имаме многу комуникацијски средства да знаеме како било и во минатото. Прекрасни генерации, почнувајќи од Кројф, па преку генерацијата на Фан Бастен, на Гулит и на Рајкард, зезите на Милан, па потоа и на Ајакс, па потоа преку новите генерации, Робен, Фан Перси, Фан Бомел и така натаму. Што можеш да кажеш за Холандија како репрезентација? Што може да очекуваме од неа во ситуација кога нема такви звезди како што имала во минатото? Па добро, ако нема во овој момент такви звезди, не мора да значи дека е послава, али мислам дека и Холандската лига и Ајакс у последните години во Чемпионс Лиг има напредувано доста добро. Имаат играчи, ние игравме на Европско првенство, имаат доста квалитетни играчи кои што не се големи звезди, али се многу квалитетни, така да мислам дека како тим може да достигнат доста и да стигнат далеку на светското првенство. Драги гледачи, остануваме во Бенелукс. Одиме сега во соседството на Амстердам, во Брисел, каде што е нашиот колега Бобан Нонковиќ. Ало, Брисел, добар ден. Добар ден, колега Галински. Дали е тоа гласот на Бобан Нонковиќ, драгиот колега? Се разбира исто како и гласот на легендата на македонското спортско и воопшто новинарство Златко Калински од другата страна. Ти благодарам. Се сеќавам на Брисел во 2014-та на надпреварот од квалификациите меѓу Белгија и Македонија, надпревар кој Белгија го доби со 1:0 и го визираше билетот, пасошот за светското првенство од 2014 година. Тогаш ја почувствував атмосферата во Белгија што владееше, се велеше дека фудбалот ја обединува Белгија по етничка основа. Дали е слична и сега атмосферата? Дали фудбалот одново е тој фактор на едно заедништво во Белгија? Апсолутно, Златко. Фудбалот е единственото, буквално единственото нешто што ја обединува ова белгиска нација, силно поделена меѓу двата народи, фламандскиот и валонскиот. Таа е јазично и етнички силно поделена, дури што е несвојствено и за некои мултиетнички општества кои би рекле дека се поназадни во развојот од Источна Европа и така натаму. Тука има силна поделеност, буквално не се оди ни по маркетика зашто да едните не одат другите, но фудбалот е буквално единственото нешто што ги обединува и кој ја изразува и истакнува таа така наречена белгиска нација, бидејќи фудбалот е спорт број 1 во Белгија, а оваа актуелнава е всушност последна или единствената шанса на таа така наречена златна генерација на фудбалска Белгија, која во 2014, како што кажа и ти, во 2014 година имаше првата шанса на светското првенство во Бразил, потоа силно се зголеми очекувањата и навистина тука
секој се надеваше на златниот медал на светското првенство пред 4 години во Русија, кога знаеме испадна во полуфиналето од нив најголемиот ривал Франција. Белгија има два единствени ривали на фудбалското и спортското поле, тоа се Холандија и Франција, односно двата соседи. Да, ама го освои сепак бронзен медал, не е малку бронзениот медал на тоа светско првенство. Прославата имаше огромна прослава тука во центарот на Гранд Плац, имаше повеќе од 200.000 луѓе собрани, се појавија фудбалерите со своите бронзени медали, се славеше на секаде, полни беа кафулињата, рестораните, улиците, додека минуваше нивниот даблдекер автобус, луѓе ги чекаа по улиците, ги поздравува, така да, се сметаше на тој успех, но имаше едно чувство на горчина, бидејќи навистина тоа беше зенитот на таа генерација која превзеде Роберто Мартинес од страна на Марк Вилмос, легендата на белгискиот фудбал, кој 86-та го донесе она големо во тоа време четврто место за Белгија. Тој тогаш ја предводеше до 2014 до 2013 белгиската репрезентација која тогаш се создаваше. Значи сите овие гротана овие играчи сега, значи збориме за Еден Азард, за неговиот брат, за Ромелу Лукаку, па дури одбранбениот двоец Алдервиралд и Вертонген, кој се уште во свој поодминати 36 години ќе го предводи и сега одбранбениот дел на така наречените црвени ѓаволи. Да, Роберто Мартинес одново успехот го темели врз оваа генерација која што цели 10 години го носи репрезентативниот фудбал. Ке поголем дел од репрезентативците се веќе во својот зенит, што би се рекло, се повозрасни, ја минале 30-та година, зад себе имаат половината од репрезентативци, над 100 надпревари во репрезентацијата. Ке имаат ли сила да направат еден исчекор, победнички исчекор на ова светско првенство? Токму тоа прашање за цело време провеува овде во белгиската јавност и во сите белгиски медиуми. Јас сум тука повеќе од 10 години. Значи, за разлика од претходните две светски првенства, сега има умерен оптимизам. Се надеваат на првото место, не се откажале. Белгија бе единствената репрезентација во историја на светскиот фудбал која 3 години била на чело на FIFA ранг листата од 2018 до 2021, а која не била светски шампион. Тоа се уште ги грее надежите на белгиската нација, но сега се поумерени токму меѓу другото, поради тоа што нивната одбрана е се уште би рекле тешка и малце во поодминати години, кои што ја предводат, како што кажа Алдервиралд и Вертонген, а тука и Томас Муние. Он играат со тројца позади, некојаш се трансформираат во 4, тогаш е Муние офанзивен бек. Се разбира во средниот век или оној клучен плеймейкерски дел би требале лево-десно да го играат Де Бруйне и Азар. Проблем е голем, најголемата звезда на фудбалската организација на Белгија, актуелен капитен Азар е човек кој одиграл само 6 надпревари во оваа сезона. Навистина се големи сомнежите колку во него има се уште енергија, сила и кондиција за да ги издржи напорите на најголемата. Да, Еден Азар деноиве откако долета од Мадрид со вишок на килограми, со посна минутажа во дресот на Реал Мадрид, изјави дека луѓето се сомневаат на него, а вели јас немам сомнеш во себе. Вели за 2-3 години во Реал не сум заборавил да играм фудбал, верувајте му на својот капитен. И Мартинес застана зад него, вели дека не стравува од маснотиите што ги носи Еден Азар, туку верува во неговото знаење и искуство. Па ќе се подсетиме 2014 година на тој меч токму Азар ни го постигна голот тука на Кралот Буден стадионот во Брисел против Македонија. Азар има една интересна работа, има силен мотив, додатен некој мотив, додатна енергија кој игра за фудбалската репрезентација. И дури кога имало периоди, тогаш го спомнам, бидејќи и тогаш имаше некаква пауза во Челси кој додека играше поради повреда, дојде тука во Брисел и буквално не растори нас македонците. И сега сите очекуваат дека повторно ќе го вклучи тој додатно гориво кој игра за репрезентација за да покаже она што реално го умее и може, иако вишок од килограми може би го спречуваат во еден дел, но идентичен проблем има и Ромелу Лукаку. Он е во исто време и повреден, а во исто време има и изголемен, односно вишок на килограми, а тоа е таа ударна игла заедно со Де Бруйне која треба да ги создава шансите и да ги полни мрежите на противниците. Од нив се најголемите очекувања. Новите, младите генерации кои доаѓаат сепак не се покажаа во вистинско светло како достојна замена на оние кои треба да им го отстапат местото.
Збориме за братот Назар, Торган Назар, збориме за оној Тросар, за Кастанј, за неколку ликови кои надоаѓаат, но кои се уште кога станува збор за репрезентацијата на Белгија не се покажале дека можат навистина да го преземат тоа високо ниво и да одржуваат Белгија, која што е меѓу топ 5 фудбалски репрезентации на FIFA ранг листата веќе 6-та година. Тоа за жал не се покажало до сега, но Белгија има мотив, има феноменален тренер. Токму Мартинес е оној што го донесе оно што единствено недостасуваше кога оваа репрезентација создаде Марк Вилмоц, а тоа е тактика. Има и добра група има Белгија. Групата е Канада, Мароко, Хрватска. Да беше пред 4 години стравувањата ќе беа како ќе биде мешот со Мароко, бидејќи во тоа време имаше 7 репрезентативци натурализирани на Белгија, односно дел од нив родени втора генерација со потекло од Мароко. Сега веќе не е така. Станува збор само за еден играч, но реално очекувањата се дека во таа група Белгија би требало да има да го освои првото место. Непознаница голема е Канада. Тука се плашат многу од Канада, бидејќи не знаат што би можело ново да донесе таквата американска репрезентација на мундијалот, бидејќи е нова за сите. Со Мароко се разбира се доволно добро се познаваат, има играчи кои имаат играни пораснато и тука меѓу другото и во Белгија во фудбалските школи широм кралството Белгија, така да не е прашањето за Белгија и за белгиската јавност дали Белгија ќе мине групата. Апсолутно тие тоа не сакат да го доведат во прашање. За нив е прашањето дали навистина оваа последна шанса, еден последна на златната генерација, бидејќи Алдервирелд, Вертонген имаат по 36 години, Де Брујне 31-32, Азар исто толку, Лукаку 29 и реално сметаат дека тоа е зенитот во кој се влезени сите овие големи фудбалски звезди. И дали ќе успеат да стигнат до големото финале и да го донесат тој долго очекуван златен медал за Белгија. За навивачкиот кампус, точно ли е дека околу 5000 приврзаници на црвените ѓаволи ќе полетаат кон Катар, а голем дел и на сметка на домакинот на мундијалот? Овде веќе долго време, скоро една година, во јавноста се наметнува постојано оној проблем кој го имаат и неколку други земји кои имаат своји репрезентации на мундијалот, тоа е третманот, односно човечкиот третман на работниците кои граделе стадионите. Знаеме дека има официјални бројки на многу починати, што е голем проблем за белгиското општество и заради тоа беше буквално напаѓана катарската влада и заради тоа има голем сомнеш и голема резерва кај белгиските граѓани и токму заради тоа дури се понуди Катар да субвенционира дел и да покрие целосно да дојдат голем број на поддржувачи и на белгиската репрезентација белгици од тука во Катар. Се разбира едно нешто што сигурно не е проблем, тоа е мотивот на белгиските граѓани веќе да поддржат својата репрезентација. Тие апсолутно сите се на нозе и подготвени да поддржуваат. Второ, има доволно пари, доволно примање, ова е богато општество за да може да си го дозволат и патувањето и сместувањето и етикетите на мундијалот, така да тука веќе се споменува таа бројка плюс со субвенционирање на катарската влада, дека околу 5000 би требало да присуствуваат. Белгиските навивачи, памтиш и ти ги знаеш се се миролюбиви, апсолутно посветени само на спортска поддршка на својата репрезентација, со големи очекувања, но се разбира че мала една резерва дека можеби и нема да може да се стигне до нешто сега. Навивачите немаат ѓаволштината, се миролюбиви, но затоа фудбалерите ќе ја покажат ли својата ѓаволштина, ќе го оправдаат ли епитетот на црвени ѓаволи, кој што повеќе од 100 години им е налепено како етикета на националниот тим. Да веруваме дека ќе биде така, а јас ти благодарам за вклучувањето, за јавувањето и би имале голема желба да се слушнеме одново и за време на светското првенство. Па дај Боже и на последниот ден да се јавам од тука со големо слави од Гранд Плац во Брисел, бидејќи сепак 80 години после Македонија, ова е репрезентацијата која заедно со НИЕКСЮ пласирани селекции ги поддржувам на ова светско првенство. Ти честитам на емисијата, прекрасна, ја следам и се надевам дека ќе уживаме за време на светското првенство со твојот глас, со твоите помошници и заедно со целата спортска, фудбалска, светска јавност. Благодарам и се најдобро. Потребен е поен за победа. Прв сервис. Гейм, сет, меч. Победа!
Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Селекцијата на Белгија. Видовме како во Белгија се гледа на фудбалот и на репрезентацијата. Белгија има една прекрасна генерација која што дуги години игра заедно со мали измени и се чини дека ова е, што би рекол колегата Калински, последното танго, последниот танц на оваа во ваков состав Белгија. Дали сега на крајот во финишот во нивната 90-та минута ќе дадат се од себе да стигнат што подалеку. Имаат полуфиналиња, имаат силни надпревари, меѓутоа им фали титула една на големите надпреварувања. Белгија има феноменална генерација и добро, како што кажа ти, е на крај генерацијата, така да ја мислам дека со такви играчи и со такви звезди може да стигне до едно финале. Долгу години нема достигнат со оваа генерација една титула и ја мислам дека заслужува, но ипак ќе кажам, фудбалот е толку лесна и тешка игра што може секого да победи, така да едно светско првенство сите се мотивирани максимално. Мислам дека и драго би ми било Белгија да стигне во финале, иако имам своји фаворити. Така да мислам дека заслужува и зошто да не, ипак никој нема толку уфорија као он Белгија ќе биде шампион. Чим стои така ситуацијата, има големи шанси да стигнат до финалот и зошто не да освојат. А кои се твоите фаворити? Моите фаворити, јас прво имам... Сподели го тоа со нашите гледачи. Прво имам Шпанија и Аргентина. Шпанија сакам зашто ми се свиѓа Луис Енрике како тренер. Повеќе од Гвардиола? Добро, различни тренери се, овој тренер те весели. Гвардиола мислам дека е еден од најдобрите, иако не најдобар тренер, али Луис Енрике е специјален, различен од сите и мислам дека одлучува и прави што мисли он дека тоа е најдобро и се изјаснува и кажува зошто и како го направил. Така да затоа мислам дека е специјален и поразличен тренер и мислам дека заслужува до една титула. Аргентина, Лео Меси имаат феноменална група, освоја титула Копа Америка у Бразил. Јас слушнав Депол од Атлетико Мадрид збореше пред нашата утакмица кога играме со Атлетико, Меси на Маракана против Неймар, или е Господ или иде у пекол кога ќе се враќа у Аргентина. Така да гледам дека имаат група, има добар амбиент, квалитетни играчи, имаат на сите позиции играчи, некој пат им фалил и мислам дека и Меси е премотивиран за ова светско првенство, зашто мислам дека ќе биде последно за него. Гледам дека Шпанија ти е во срцето и сосема нормално, долго време си тамо. Питорескната Тарагона ја замени со Мадрид на различен начин, два прекрасни града, Тарагона на Средоземјето со онаа прекрасна тераса, балкон, како ја викаат, едно шеталиште, еден многу убав, интересен град, во близина е Салоу, во близина е Дизниленд, сега Мадрид. Верувам дека си среќен, без разлика што Рајо Ваљакано е далеко од популарноста на Реал Мадрид или на Атлетико Мадрид, меѓутоа Рајо Ваљакано оваа сезона против овие големиве што играат во лигата на шампионите нема загубен надпревар. Нашите навивачи се смеја после утакмица и навива као мата гигантес. Ние сме као убици за големи клубови. Али
Виде, Мадрид е голем град, нашата општина е најголема општина у Европа што има скоро 1 милион жители, така да имаме прекрасни навивачи. Се гордеам што играм за таков клуб, што имам такви навивачи. Одличен клуб у Мадрид, главниот град, нормално дека не можеш пред Реал Мадрид, Атлетико Мадрид во Мадрид, но ипак направивме една специјална група, веќе 3 години играме заедно, имаме добра екипа и имаме година за година подобри резултати. Дали е точно дека по победата над Реал Мадрид му го побара елекот на Карло Анчелоти? Па да, таа историја настана зашто сите играчи, како и нормално, ќе сменам дрес со овој играч, како со оној играч, ја викам, окей, имам дрес од Куртоа, сум играл повеќе утакмици со Реал Мадрид. Анчелоти има освоено, мислам дека 5-6 Champions League, феноменален тренер. 5 различни клуба. Сите лиги има освоено и за мене побитен може од секој играч и викам цело време носи сако и елек, тоа е како джемпер елек. Италијанска мода. Да, и викам окей, ќе му го вана. Одма после тамица не отидов зашто сакам да се спусти малку тензијата со што изгубија, али после кога отидовме у микс зона за новинари такви, таму беше и му кажав и он се насмеа, кажа нема проблем и кога се качиме горе пред соблеклани ми го даде джемперот. Зошто те прашуваме ова? Прво да се навратиме на надпреварот. Нешто проговори со Лука Модрич. На балкански нешто, што разговаравте, што беше темата, се виде на камерите, меѓутоа не можевме да протолкуваме. Па добро, прво кога судијата отиде да гледа вар, тука бевме еден друг, зашто ја знаев дека он ке шутира и јас му кажав дека сигурно е пенат, ќе ми иде да гледа вар. Да, и 100% и дојде да шутира и ја викам имам некоја традиција што сакам да разговарам со играчот да ми одговори. И одговор што не ми одговара мене да ми одговори. Али оваа ситуација му викам Лука, да ćeš ми дрес ако ти одбраним пенал сам. И он се насмее и каже, ма дач ти нема никакви проблема, свакако. И сега мене ми беше тоа за да може да не ми одговори ништо, да мисли, за да може да шутне кај што јас тоа сакам. Па јас го анализирав доста, имаше 9 пенали десно, 3 лево, еден пенал промашен лево со Гипанта му, уште сега еден пенал со Шмајкел промашено лево на светско првенство и на крај шутно средина што никој не очекуваме, али тоа е само една анекдота тука што се случува на терен. Зошто те прашавме за елекот на Дон Карло Анчелоти? Каде се облекува Столе? Важиш во репрезентацијата за еден од најелегантните фудбалери, каде се облекуваш? Имаш ли некој бренд препознатлив твој кој што ти е омилен? Па вака, проаѓав по многу циклуси у животот од Македонија, у Шпанија. Сакам, ми се свиѓа да се облекам поразлично, елегантно, модерно, така да немам некој бренд што јас го сакам да го носам специјално со тој бренд. Отворен сум и гледам на многу брендови, но у последен период можам да кажам дека креирам еден свој бренд кој што едноставно јас сум само креатор, нема ставено мое ни моје име и презиме, ни сасвим различна марка што ја креирам, што тоа е едно мое хоби
у слободното време што го посветувам времето. Ќе го промовираш тој бренд во Скопје ако не се лажеме во Македонија? Па мислам дека да, брендот може да биде по цела Европа, али мислам дека би сакал да има еден поп-ап у Македонија, зашто ипак јас сум од тука, корењата мои се од тука и јас секој пат кажувам дека корењата се најбитни во животот и брендот, парчињата кои што се направени у брендот се креирани и по моите корења и по мојата историја. Сето тоа има една историја која што е направена и на чест на македонскиот народ, на шпанскиот народ, што мислам дека се многу исти, ако се толку далеку, ако се толку празни, али ипак има многу исти страни во животот, во секојдневието. Почетокот ти беше во Ѓорче Петров. Па потоа работнички ти ја даде она шанса за да го покажеш својот талент. Многу рано застана на голот на работнички. Од прв пат кога дојдев во Македонија, Ѓорче Петров, дојдев со 14 години, прво искуство надвор од дома. Бев пресреќен во Македонија Ѓорче Петров, достигнав доста напредував и достигна на доста турнири, успеси кога одевме, но работнички дојде и кој што ми даде прв пат шанса на 16 Деви против години. Вардар со победа. Да, Вардар Скопје игравме две утакмици со 16 години и после на 18 години добив шанса да бидам број 1 на голот. Играше во европските купови, имаше мечеви кои што се паметат, меѓу другите и Лацио и Па да ти кажам наискрено се ежам кога ги слушам тие моменти. Тие моменти се тука во Македонија, кога ќе дојдам да играм за македонска репрезентација, секој пат е специјално, е различно. И со репрезентацијата дебитот ти беше со победа на Црна Гора 4:1. Деби мајстор. Да, Деби имам мајстор. да, И со гимнастик победа во да, во и со дебитот. Гранада имам И со Оба Гранада лига победа. Пресреќен сум што тука игравме Лига Европа. Тоа време направиме најголем успех у плейоф да влеземе, после тоа Вардар влезе во групи и за мене е пресреќно и во овие моменти кога ќе помислам, мислам дека е тоа претешко на тие години у тој период да се направи такво нешто. И у тој момент кога го доживував тоа, само ми беше фокусот да изиграм добра утакмица, да направам добар натпревар, да може да поминеме и тие моменти ги памтам како вчера да се. За мене се едни од најбитните моменти во мојата кариера. Твоите тренери со кои што си работил велат дека си неуморен на тренинзите, дека си голем работник. Па разговарам со многу тренери, за оваа ситуација. Имам 28 години. Желен сум за напредок, желен сум за успех, желен сум за да играм над превари. Сакам да тренирам, уживам. Тренерот моментално сега што е на Реал Мадрид, Луис Джопи, што ме дебитираше у Гранада у Премиер Лига, он ме прашуваше не си уморен. Не се уморуваше. Ја викам не да се уморам, ја уживам само. Не се уморувам. И се смеевме, али среќен сум и можам да кажам сум многу малку луѓе на денешен свет може да каже дека работат тоа што сакаат. И јас сум привилегиран човек кој што може да работам и еден ден у живот не сум се почувствувал дека идам на работа, идам да уживам. Да, дека ми е тешко и едноставно пресреќен сум што сум дел од овој спорт. Верувам дека си среќен што живееш во еден град каков што е Мадрид, една метропола со многу дух. Кои ти се омилените места во Мадрид? Например, каде пиеш кафе?
Кафе пијам скоро на секаде, зашто сакам да ја експлорирам, но мислам дека парк Ретиро е феноменално место кој што може едно попладне да прошеташ, да видиш луѓе со ролери, кои што трчаат, кои што е еден спортски дух, а тука е во центарот на Мадрид. Исто ми се свиѓа Пласа Шпанија, што кажуваат они новогодишно, кога ќе бидне многу интересно. И живеам блиско до Бернабеу и Бернабеу ми се свиѓа како објект, како викенд за надпревар. А која ти е омилена врста на кафе? Арабико, бразилско, од Хондурас? Комбинација. Види, пробувам разни спремања на кафења што има набрано. Јас сакам да ти ова е домакинска куќа, да те испратиме со кафе. Мислам дека ова за мене е најдобриот поклон што може би сакал сега да ја продолжиш мислата за комбинацијата за кафето. Тоа е, мислам, една интересна приказна. Па види, имаш и машина за кафе, експериментираш. Да, кафе, имам малку проблем сега у последниот период, као јас играм утакмица на телевизија, кажуваат дека имам прескапа машина за кафе и такви работи. Едноставно, сакам да кажам, уживам у кафето, пијам секој ден кафе и сакам да пијам квалитетно кафе. Затоа експлорирам и користам спешал кофи, како што го викаат исто као некој другар што има хоби да иде по риби и инвестира у трски, у такви средства. Така да кафето за мене е филозофија на живот. Јас кога пијам кафе уживам, и ако пијам со некој пријател, со разговор, у опуштен амбиент, така да сакам кафе, пробувам кафиња арабике во Хондурас мислам дека ќе биде топ. Сум пробал Бразил, сум пробал многу кафиња и мислам дека фудбал, мода и кафето е се мој филозофија на живот. Така да фудбал, мондијал и заедничко гледање на светското првенство. Тоа било обичај тука да се собира друштво, гезме друштво, пиво, кикирики, саламче, даска наредена. Имате таква практика во Реал Ваљекано да се клубски другари да седнете заеднички да гледате? Па сега ќе ти кажам, пред секој надпревар наш, кога ќе играме на домашен терен, ја имам 4 колеги кај мене што ја спремам кафе, пиеме кафе и одиме на стадион. Прошлата утакмица со Атлетико Мадрид, исто играме у Мадрид, у гости, али тука у Мадрид, и беше татко ми и чичо ми на гости да гледам надпревар. И јас не им кажав дека колегите ќе дојдат, и сега кога дојда они се изненадија а јас спремам кафе. Тоа е некоја традиција што практикуваме веќе 2-3 години у клубот, а едноставно за викенд кога се собираме, импак секој, јас или било кој колега има 3-4 што има конекција и што се дружи со нив, така да гледаме надпревари, одиме многу на стадион, гледаме Манчестер Сити, Реал Мадрид, Манчестер Сити на Бернабеу, гледаме последна Атлетико Мадрид со Леверкузен, што има пенал у 97 минута. Одиме тука, дека тука е близко на стадион, одиме и гледаме се напиеме со некое пиво, Значи смеат да пијат пиво, ете стигнавме до сега. Од недела ќе почне вакво собирање, викате друштво дома да се гледа светското првенство.
и најефтината комбинација е да им понудите пиво и кикирики. Значително поскапа шема би била фудбал и вино. Со виното одат грицки, кашкавал, малку сувомеснато, пица. Сега ќе олесни таа малку варијанта шприцери, пола смедеревка, пола пелистерка. Третата комбинација би било фудбал и жолта ракија. Таа Најултрас варијантата. го крева трошокот. Со ракија задолжително е мезето, сирење, кашкавал, сувомеснати, салати, пинџури. А мислам дека најопасна по джебот е комбинацијата во термините кои ќе бидат со 4 надпревари дневно. Се собирате во 10:30 сабајле, првиот надпревар е во 11, па почнувате со кафе, домакинката измесила пита, но доаѓа полека пладне, се ближи почетокот на вториот надпревар, ајде ќе свртиме малку на жолта, ама со тоа одат сите овие работи што ги споменавме. Па потоа се ближи третиот надпревар и се треба да се постави софра, се пали скара, плескавици, колбаси, Се по пафта. некое ребро, не многу масно, се отвора црвено вино, се отвораат повеќе шишиња и кога ќе дојде четвртиот надпревар, веќе работата станува стасана, а секој добар домакин би рекол ајде да завршиме со коњак и со орасници. Апетисани, да. И на крај кога ќе се види сметката излегува многу поевтино е да се оди во Катар да се гледа еден надпревар што дружењето, па се останува да кажеме да живее пивото и кикириките. Не, добро, у Шпанија доста практикуваат, доста пијат пиво, пијат и вино, али пивото е као принципијално за шпанците. Мислам дека не може да живеат без пивото. Виното е исто, има доста добри вина, али јас би се одлучил за последната варијанта цел ден, зашто А зошто да не? Зошто да не? Животот е краток и животот треба да биде убав, нели? Па ќе кажем, имам една моја тетоважа кога ќе ми се случуваат добрите работи, само викам дека еднаш се живее. Нема више никој пат реприза, еднаш живееме и затоа мислам дека треба да ја земеме најдобрата варијанта дефинитивно. Пред да ја одјавиме емисијата, пред да ја одјави колегата Калински емисијата, јас имам едно суштинско прашање за голманската позиција. Ти почна како фудбалер, па застана меѓу стативите, меѓу народот. Јас кога играме фудбал, не ми одеше многу дриблингот, спортовите со рака можеби, кошарка, ракомет, одбојка и слично, меѓутоа фудбалот не ми одеше, па застанав меѓу стативите и сум почувствувал барем на најниско можно ниво, мал фудбал, малски и слично, како е да стоиш меѓу стативите. Луѓето велат се фрлаш на лево, на десно, па на среќа ако ја фатиш топката. Што ќе кажат врвните голмани за ова? Може да кажем дека у последните 5 години голманската позиција настанува една од најбитните позиции во фудбалот. Едноставно, попросто, без голман, без капитен не може да почне надпреварот. По-комплицирано. У овој момент голманот треба да игра со нога, да излага на центар шут, да брани на голинија, да брани 1-1, да биде од позади, да игра од позади како либеро, да пресече топка. Така да треба да покриваш многу бранши у фудбалот. И голманот е многу битна. Ако најбитна од стварите е на голман, ако ти како голман даваш сигурност, даваш стабилност на екипата има самодоверба во тебе, така е многу полесно да игра екипата. Знае, Столе е тука или Куртуа, Тер Штеген, не знам, е тука, они знаат дека имаат сигурност, знаат дека и ако он погреши, знае дека ти си тука. Така да тој психички дел кога ќе погледна на назад и кога ќе ти даваш сигурност и стабилност на екипата е многу битен и затоа кажувам дека моментално
како и секогаш шпицовите биле најбитни зашто давале голови, да, али сега моментално голманот станува една од најбитните зашто треба да покриваш многу бранши на Така беше на во терен. Италија, ти асистираше, ние постигнавме гол. Тоа е тоа. Добро, Го и јас фрлихме- и неколку интервенции направив. Ето, да, така, И го да фрли речеме, во да. очи и Манчини сега Сиромав да не може да го преволи Палермо. Драги гледачи, му благодарам на Столе Димитриевски. Беше задоволство да се дружиме во емисијата Тоа е фудбалот. Се надевам дека ќе имаме можност пак да зборуваме за убави работи во фудбалот. Вам, драги гледачи, благодарност за што не следите. Следната емисија ќе биде веќе кога ќе биде веќе во тек светското првенство наредниот петок. Пријатно.